Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Бербата на винското грозје е при крај, а состојбата со откупот на терен е алармантна. После месец дена од почеток на откупот, над 20 милиони килограми грозје стојат неоткупени. Лозарите се оставени сами, без подршка од власта, во исчекување дали родот ќе им биде откупен. Ако оваа количина не се откупи во следните неколку дена, грозјето ќе изгуби на квалитет, ќе изгуби на тежина и прашуваме дали е тоа целта на владата на ВМРО-ДПМН, да грозјето под изговор дека е неквалитетно и какво такво биде собрано по многу пониска цена. Затоа јавно прашуваме дали е ова играта која ја води ВМРО-ДПМН. Владата на ВМРО-ДПМН не ги заштити лозарите, ги оставија на цедило, дозволија винариите да манипулираат и со цените и со откуп на грозјето. Деновиве повторно ветуваа дека се ќе било откупено, но реалноста на терен е сосема поинаква. Откупот се одвива забавено, без јасна стратегија и без одговорност. Манипулациите на власта ода до таму, што сега на крај од бербата и откупот најавува дека наводно винаријата Вардар ќе го откупела вишокот на грозје на 20 милиони килограми. Дали владата знае дека ова винарија последен пат откупувала во 2020 година и тоа со капацитет од одвај 7 милиони килограми? И дали воопшто е познато финансиското портфолио на ова винарија? Го повикуваме премиерот Мицковски да излезе на терен меѓу вистинските лозари, да ги погледне лозарите во очи и да понуди реално решение за откуп на грозјето. На лозарите не им треба нов сведмилк, ново повардарие, потребна им е вистинска подршка и конкретни решенија. Почитувани, ова влада покажа целосно незаинтересираност за една значајна земјоделска и извозна гранка, како што е лозарството, од која екзистират над 11.000 лозарски семејства. Владеачкото мнозинство на ВМРО-ДПМН застана против лозарите и не го подржа предлогот закон на СДСМ за дополнителна финансиска подршка на лозарите од 3 денари по килограм и против укинувањето на одредбата која дозволува 8% намалување на откупната цена. СДСМ ќе продолжи да се бори за нивните права, за фер услови и подршка за секој лозар. Благодарам.